Добре дојдовте во новата епизода на Клиника за труд. Подкаст каде разговараме за сите важни прашања поврзани со работните односи, правата на работниците, компаниите и современите предизвици во деловното вработење. Денес имаме особена чест да разговараме со професор доктор Горан Коевски, професор по трговско право и долгогодишен експерт во областа на корпоративното и деловното право. Во време кога компаниите се соочуваат со брзи економски промени, нови регулативи и зголемени очекувања од работниците, правната сигурност станува клучен фактор за стабилно и успешно работење. Но што навистина значи правна сигурност? Дали законите доволно ги штитат и компаниите и работниците? И како да се изгради доверба помеѓу работодавачите и вработените по современото деловно окружување? Професоре Коевски, добро дојдовте во Клиниката за труд. Добро најдов и благодарам за поканата. И благодариме што ја прифативте поканата. Со задоволство голямо. За почеток, може ли накратко да се представите и да ни кажете нешто повеќе за вашето професионално искуство? Можам да ви кажам со оглед дека веќе повеќе од 35 години сум на факултетов. Вака сега кога ме ја пративте поканата ми текна дека јас само што дипломирав 88 година, станав соработник на Радио Скопје на втора програма и првите задолженија како тази дипломиран студент ми беше додам по македонски фирми и да правам интервјуа во поглед на приватизацијата која што само што почна, која што беше инсайдерска приватизација, каде што требаше акциите да им се дадат на вработените во тоа време во фирмите, така што сведочев на промена на еден систем од социјалистички во капиталистички преку приватизации, преку појава на акции, берзи и така натаму, така што тој аспект, тоа искуство ми замилио, гледајќи сега после оваа дистанца, а потоа развојниот пат си одеше. И што бе еден од првите кои што имав среќа, ќе кажам дека на 90-тите години имав прилично можности да патувам и да престувам во странство во разни научни институции, секако по препорака на менторите кои што ме водеа, кои што имаа вака добра визија да ми препорачаат области кои што дури тогаш ќе станат актуелни. Така што мислам дека во тој дел развојот на пишување магистратура во Ейбибрг во Шкотска за акција врзници, враќајќи се веднаш станав член на првиот управен одбор на македонската берза, така што на научното всушност ми се лепеше после на професионалното и тоа траеше прилично долго. Задумувам сум од тој аспект, особено што сега можам да ги пренесувам те искуства на помладите колеги. Баш убаво. Благодариме за представувањето. Следното прашање е колку македонските компании се запознаени со своите законски обврски кон своите работници? Знаете, постои онаа поделба на микро, мали, средни, големи предпријатија, големи компании. Колку сте поголеми, толку се формирани. Имаат служби, имаат поголеми правни служби кои што ги проучуваат проблематиката и прописите од областа на работните односи, а колку се помали фирмите, тие настојуваат да се докажат на пазарот и да заработат, предпоставувам не обрнувајќи толку внимание на она што се основни права од работниот однос, меѓутоа живејќи во време на информатичка технологија, сметам и дека само да пребарате нешто на компјутер, ќе добиете одговор со тоа што денеска сме во една друга крајност на вештачкава интелигенција која што вие ќе добиете одговор, меѓутоа се гледам дека и на ChatGPT стои оној дисклеймер дека ChatGPT прави грешки, дека не можете да се ослоните дека апсолутно ќе бидете. И од таа страна ми е драго, сепак ние правниците остануваме незаменливи, сепак финалното мислење го гради правникот, адвокатот кој што е во позиција да ги штити интересите во случајот на вработените. Следното прашање е дали честите законски измени создаваат несигурност кај компаниите? Да, ќе ви кажам една анекдота од мој еден драг пријател кој што вели да сум јас во позиција во преодни завршни одредби на законите ке ставам прво, овој закон не сме да се смени во наредните 5 години. И смета дека е апсолутно во право. За да нешто вие го прифатите како свое, секој дневно применувајќи го,
едноставно ви треба прилично време, особено кога се работи за некоја нова проблематика која што не била позната до тогаш. Пуштете да условно пушти корени, па кога ќе видите дека нешто не функционира во практиката, интервенирајте, а не адхок заради што ја знам, Бисел рекол, нели, дека мора да транспонирате некоја директива и сега ние ќе ја преведеме и ќе ја трансплантираме во националното законодавство, а без претходна подготовка да некој знае зошто токму и такви одредби се потребни. Да, ќе речеме сега, живееме во време кога некои работи беа незамисливи, да речеме, од мојот почеток на мојата кариера, каде што на доживотното вработување од прв до последен ден работите во иста компанија, сега тоа е драстично сменето. Не само што релативно се неможни условите да обстоите во една компанија, ама и младите луѓе се похрабри, би рекол, да едноставно не се задоволни од една средина и донесуваат одлука да ја смена, што прилично беше незамисливо во моје време. Коједот намет на работење од дома. Слушаме сега дека заради кризава нафтена и така натаму за се штеди пак да се работи од дома. Ти отвара прашање кои што се релативно непознати за велам за оваа средина и тие некои флексибилни работни односи, работни часови бараат уредување. Меѓутоа ајде да ги подготвим на луѓето што тоа значи за да не гледаме ерла страна. На една страна се вработените, а меѓутоа на друга страна се работодавачите. Мора да постои компромис на тие интереси, да сите чувствуваат дека имаат бенефит од таквиот пристап. Согласувам потполно. Како трудовото и трговското право се поврзуваат во секојдневното функционирање на една компанија? Прилично се поврзани, тоа апсолутно. Порано се сметаше дека собствениците на капиталот се главните играчи во тие односи. Во смисла, јас ги имам парите, ако сакаш работи за мене, ако сакаш не работи. Меѓутоа, видовме во ковидот, вие можете онлайн да менаџирате. Така на тимски се поврзете, ќе носите одлуки, управниот одбор ќе се сретне, меѓутоа производниот процес апсолутно не можеше да се одвива како што треба. Тогаш се види дека без вработените ви имате ги најдобрите школи менаџерски или најдоброто искуство во менаџирање, сепак требаше да влезете во реално сектора, видите како се создава и како се работи. И тоа е таа симбиоза која што се надевам нема брзо да се заборави, да се види дека без сите учесници, така наречени стейкхолдери, нели, дека не може да функционира еден производен процес. Меѓутоа, за жал, кај нас има една ситуација, Законот за трговските друштва од 2004 година, каде што стои дека учеството на вработените со управувањето со трговските друштва ќе се уреди со посебен закон. Неслушено кажам 2004 година, 21 година законов за трговски друштва постои, меѓу овој закон за учество на вработените во управувањето секогаш некои верзии постојат, се чуваат у некои филки, што само по себе покажува дека нема доволно подготвено за тоа да се уреди со закон. Сега дали тоа е миречки пристап, каде што вие велите американците, дајте им акции да го чувствуваат друштвото како свое. Нели, кога се чувствувате како собственик, сте попосветени. Европско-континенталниот, да речеме, германскиот, францускиот пристап, каде што со закон се наметнува да има комуникација, советодавна улога. Во Германија со задолжително учество на вработените во органите на надзор во големите акционерски друштва. А што е подобро? Подобро е да се препознае улогата на трудот и, реков, капиталот да биде свесен дека без особено пак ќе кажем во денешноста кога имате миграција на работната сила, морате да препознаете, ако сакате да ги задржите добрите вработени, морате да ги третирате како партнери, а не како некој што е вработен и работи за вас. Да. Ви благодарам за ово појаснување. Да преминеме на следно исто така важно прашање. Што вие би им препорачале на младите предприемачи кога станува збор за правната поставеност на нивниот бизнес? Па секоја деловен потврд, секоја бизнес идеја си има свој нормален развоен пат. Јас тоа со моите студенти го разговарам.
дали е битно само да го родиме детево или да го растеме детево. Да, релативно кај нас е едноставно да се роди детето, да регистрирате трговско друштво, меѓутоа што понатаму. И многу е љубечно во таа прва, јас се велам предшколска, се обидам секојаш да направам паралела со реалниот живот, таа предшколска возраст или она условно бебешка возраст. Нели слушаме дека бебињата треба да се вакцинираат и така натаму за да станат, нели, имуни на некои си надворешни појави. Во светот на предприемништвото тоа се барат грантови за мали и средни предпријатија, те малце еве ги подбутнеме и да им дадеме што се воли ветер во крво за да тргне работава. А банките тука се прилично резервирани, не можете да се представите себе си, јас сум тој со вакви проекти за себе или со вакви резултати, дајте ми кредит. Не верува, што е природно, така? И токму заради тоа борбата е во мноштвото на тие идеи да им дадете некаква си поддршка на тие млади предприемачи за да тргнат напред. Кој помага? Помага, нели ги вика бизнис ангели. Бизнис ангели се тоа возрастни предприемачи кои што никои млади луѓе се препознаваат себе си децении наназад како им било тешко и се подготвени да помогнат. Тоа не значи да ги дадат парите туку така. Ја препознаваат идејата и после си го наоѓаат својот интерес. Дали дел во акции и така натаму, меѓутоа на почетокот да е некој грейс период сакат да подбутнат и се вика покрај нив кој се тие што би дале пари. Во теоријата постои една 3F, ја викаат група, од англиските зборови, кој помага, вика Family, Friends and Fools. Фамилијата, нели секој сака, Friends двирува во идејата, а Fools се луѓе кои што едноставно дека така пробам, па кому иде, нели, па ќе најдеме нешто. Како они растат понатаму, веќе тука станува за посериозни веќе компании кои што релативно се етаблирале. И од некои мали може би одат кон средни предпријатија, исто пак преловно со реалниот живот, кога велите дите вика кој беше мало многу настинуваше, сега тргнуш школа, па подобро. Тука истата приказна е, тука веќе здраво грабите напред, стигнувате до една фаза каде што веќе банките се ама имате имот што остварила компанијата, имате добри обучени вработени, препознатливи сте и банките имаат веќе доверба да ве поддржат во нели понатамошниот раст. Многу интересно објаснување на вистина. Ја тоа го споделувам со студентите, мислам дека порак Тоа збата и како да го разбериме. И за крај, што е најважно за една компанија да биде стабилна, одржлива и правна сигурна на долг рок? Најтешко прашање, нели? Да, порано учевме дека има акционерски друштва кои котираат на берзи по 100 и кусур години и така натаму. Да, може во денешни услови тоа да биде така, зашто да не. Оно што како оператив се наметнува, тоа е повторно ќе се вратам, да имате обучени вработени, во смисла да се спремни да влезат во новото време. Слушаме ние за секој чекор, да, Македонија може би има на располагање некој квантум на потенцијални вработени, меѓутоа дали ги имаат потребните вештини за да се справат со новата технологија, со вештачката интелигенција, што само по себе наметнува дополнителна некоја обука, вклучително на нашиот факултет, за да видиме како тоа може да се спроведе во практиката. Што друго? Покрај финансиските резултати, оно што сега е прилично актуелно е така наречено ESG reporting или Environmental, Social and Governance известување. Значи, тоа е нешто што излага од редовното финансиско. Животната средина, социјалните аспекти и управувачките аспекти. Секоја компанија, вклучително како правно лице, е дел од некаква заедница. И не можете вие само да се фокусирате да правиме профит без оглед на целото окружување. Значи, социјалните моменти задоволни вработени значат и подобри услови, нели? Меѓутоа, сето тоа треба да се препознае, ќе речем како нефинансиски аспекти, и тоа се смета дека ќе придонесе за подолгорочен развој, ако вие сте свесни за сопственото обкружување што потесно, меѓутоа и пошироко, за да пратите порака и кон идни потенцијални инвеститори дека вие сте социјално одговорна компанија која што води сметка интерно, меѓутоа и екстерно за се она
и она императивот, нели, зелената агенда и заштитата на животната средина. Ви благодарам. Професор доктор Коевски, ви благодариме на вистина што ја прифативте поканата и што денес ги споделивте вашите знаења, искуства и размислувања. Веруваме дека оваа дискусија ќе им биде корисна и на компаниите, и на работниците, а и на младите кои доправа влегуваат во деловниот свет. А вам, драги слушатели, ви благодариме што не следите и се гледаме во следната епизода.